Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Надлежните институции втор ден не успеа да се справат со најголемиот предизвик да се премости дигиталниот јаз во образованието. Министерството за образование и наука, освен бледото известување дека во тек се тестирање на платформата и дека се надеваат дека ќе се соочат со сите предизвици, остана немо на безбројните критики. Поплаките на родителите, на учениците, а и на наставниците се многубројни. Во овој момент се поставува прашањето дали учебната година воопшто ќе започне на 1 октомври. Факт е дека следните неколку недели ќе се потрошат на дополнителни обуки. Време за имплементација, време за обуки на кадар, но не и време за пренесување на знаењето на учениците. Покрај безбројните проблеми со кои се соочуваат сите, за жал, ќе има и ученици, близу 40.000, кои од различни причини нема да можат да пристапат до платформата. За непречено следење на наставата беа наведени потребни спецификации кои уредот треба да ги поседува. Дополнително, тоа извлекува близу 20.000 денари од семејниот буџет. На сите отворени прашања кои предизвикуваат конфузија, националните координатори велат: илузорно е да веруваме дека од прво поставување се може да тече идеално. Бараат трпение од учениците, наставниците и родителите. Напротив, илузорно е да се доведуваме во ситуација на прифаќање дека образовниот процес можеби воопшто нема да започне. Оваа национална платформа, која се промовира како нова, представува компилација на веќе постоечки систем. Сеедно би било добро барем да функционираше. По правило, крајниот корисник, учениците и наставниците, не се користат за тест фаза. Владата на Социјалдемократскиот сојуз носи одлуки базирани на притисок од јавноста, а не врз основа на јасен, концизен и стручен план. Контрадикторноста и промената на одлуки е нивна одлика, но платформи кои не функционираат нема да ни донесат резултати. Ви благодарам.